Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Јас сум Јанко Илковски, ова е Јади Бурек на телевизија Сонце. Што ме гледате на оваа позиција, тоа значи дека имаме гостин во студио. А во студио имаме гостин прв пат, млад режисер, студент на режија. Тоа е Гоце Тарантино. Познат како Гоце Тарантино, Гоце Трајковски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Оличен. Втора година на ФДУ. Втора година, трет семестар на факултетот за драмски уметности. Како ти оди? Одлично. Учиме. Учиме, а? Учиме, да. Добро, добро. Види, има добар повод зашто те поканив. Ја возбуди ти филмската и актерската јавност со еден твој проект. Имено, додека се студира нели, на ФДУ или на ЕСРА, на факултетите за филмска уметност, студентите ги изработуваат своји проекти. Во тие рамки ти изработи еден документарец. Ај малку за тој документарец кажи ни повеќе, па ќе има изненадување за гледачите. Околу документарецот, па вака пред повеќе од 5 години, кога започнав во драмското студио кај Магдалена Ризова Черних, Маги, таму запознав еден инспициент, односно каубоец. Прв пат да видам градски лик каубоец. Имаше кожен шешир на главата, беше каубоец прав. И подоцна Маги ми ја раскажа неговата приказна, затоа што јас немав можност многу да се запознаам со него. И ете дојде момент кога одлучив да направам нешто за човекот. Вториот семестар, во прва година, кај професорот Антонио Митричевски, добивме задача да снимаме документарен филм. И си реков, сега е моментот да снимам нешто за човеков. Пред се го снимив за него, за театарот, и за да не се заборави едноставно, затоа што такви луѓе заслужуваат да бидат запомнети по нешто. Значи, тој бил веќе некоја легенда, познат лик во... Мислам, човекот е се уште жив или е починат или не, не знам, веќе неколку години, може би 3 до 4. Така. И кога ти го запозна, веќе знаеше за каков лик се работи, така? Да, дознав, ја слушнав неговата приказна, ја раскажа. А ти ја раскажа? Да. И тука сватив дека човеков заслужува да да му се посвети барем нешто, еве, еден краткометражен документарен филм, па може би некогаш и представа, зашто да не? А кажи, толку колоритен лик е да носи толку многу работи да биде интересен за една таква обработка? Тој е веројатно и единствен таков лик. Затоа е и толку специфичен. Што е тоа специфично и единствено кај него? Самиот шешир негов, кожен елек, тие каубојски чизми, право најдобар инспициент во историјата на македонскиот народен театар, го сметат и за најдобар реквизитер. Ако го снимавме со Никола Ристановски, кога го прашав како што би го дефинирале Перо Стратров, инспициентот, тој рече би го дефинирал како човек. А тоа не е малку. Така што пред се тој бил човек. Дали идеше во неговата приказна некоја општа библиографска или повеќе сведоштвата на луѓето за него? Па немав точен концепт како ќе биде, затоа што ми беше прв документарен филм. Добро. Но откако направив нели интервјуа со глумците, со блиските луѓе на Перо, им реков да се обидеме од уметнички аспект пред се да го прикажеме и може би по некоја анекдота нели со него. Што значи уметнички? Неговиот опус, што работа? За неговата работа, што тој оставил, што тој направил во театарот и по некоја анекдота за него кажавме. Односно кажа луѓето. Многу интересна работа е кога дури имав една емисија која требаше некоја дефиниција што е тој инспициент. И навистина многумина немаат одговор што е тоа. Не е шепкачот, не е реквизитер, тоа е нешто што е и така една специфична работа, е човек кој е се присутен во театарот, во сите представи, во сите проекти, а не е продуцент, не е режисер, а е една неопходна карика. Тоа е неверојатна една личност. И тие личности кои сум ги запознал, неверојатно добиваат огромна почит.
мислам дека и ти истото го почувствува во разговорите, дека навистина оставаат силна трага меѓу актерите и режисерите. Некои го нарекуваат, нели, последниот балкански каубоец, некој невидливиот режисер за сцената. Тој, како што кажуваше Сашко Коцев, додека снимавме, не знам тоа дали го има конкретно во документарецот, кога ќе ти се јави, вели на телефон, како да ти се јави, не знаеш кој ќе знае што има документарец. Кога ќе ти се јави, вели на телефон, како да ти се јавил режисерот, точно ќе те упати во работата, секојаш на твоја страна, како што велат. Така што знаел да се постави и знаел да заврши работата како што треба, затоа што ако нема инспициент, нема представа, нема ништо. Кога би требал на лаик да им кажеш што бил Перо, зошто е толку интересен, што би им рекол? Еве, ова што го говориш е лесно разбирливо за луѓе кои се актери, кои се дел од театар, кои се занимаваат со режија, со глума, со филмска уметност, документари и така натаму, камермани. Но кога треба, еве, за Перо да кажеме на јавноста, сепак си направил документарец кој нема да го гледаат само стручна публика. Што би им рекол? Зошто? Што е тој инспициент? Што е Перо? Најдобро би било да го погледнат документарецот, па ете, секој на свој начин ќе си ја разбере, нели, приказната. Одлично. Затоа што тој бил и инспициент, и реквизитер, тој бил се во театарот. Така да најубаво би било да погледнат приказната, па секој на свој начин, нели, ќе си го свати тоа. Дали успеа од него да им најдеш снимки каде што он говори? Успеав да најдам од некој телевизија, учествувал во спотот на Угро, онаа песната што ја кажи да, да, да. Го има во некои краткометражни играни филмови, кај Вардан Тозија. Учествувал во некои емисии, веројатно. Така што го имаше, колку можев најдов од него. Кажи ми, колку време го правеше овој документарец? Неколку месеци, не сум сигурен точно колку. Тоа се прави за побрзо, но од почетната идеја, па се до, нели, додека да се договориш со луѓето кои ќе учествуваат, па ова беше специфично, снимав со глумците од МНТ, а тие се, нели, зафатени, па некој ќе ти рече дека може на крајот од месецот, некој другиот месец и така мораш да ги скомбинираш, нели, луѓево за да снимиш со сите. Но јас сум фасциниран, знаеш што, ја, например, ги канам со години, па не можам да ги донесам овде во емисија, а може би тука има некоја друга причина, незаватеност, шега на страна. Игор Џамбазов не можам 2 години ни да го чујам, камоли да го видам. Но предпоставам дека се презафатени, туку бидејќи, еве, јас како водител телевизиски, знам колку со актерите тешко се комуницира заради нивните проекти. Едноставно времето е ненормално им е кнапи и само ако ги фатиш на премиера и во тие неколку моменти каде што некој ќе им договори продуцентот неколку гостувања, па ако улеташ тука во тоа. Ти успеа, мислам дека елитата актерска да ти се појави. Тука е, еве, Сашко Коцев, Игор Џамбазов, Никола Становски, Кирил Попхристов, го има, тој од Еквадор ми прати снимка. Ги има сите, да, мислам повеќето од нив, нели? Но фактот што толку, мислам дека немаше никаков проблем они да ти учествуваат во. Што мислиш? Бидејќи ти си анонимус, ти си студент, втора година, не си ни де факто режисер, иако си режисер според мене. Сепак прифатија да учествуваат во твојот проект. Но мислам дека е тука пред се заради овој лик и тоа мислам дека му ја дава тежината дека не случајно си одбрал ти навистина еден фасцинантен лик да биде дел од твојот документар. Тука се наредија коцките, што би се рекло, и да, ова беше за Перо, не беше за мене, не беше за нив. Така што тие на нив им беше мило да учествуваат во нешто што е за Перо инспициентот. Така што во вистинско време, на вистинско место се погодив и ете, го снимивме. Добро, големото изненадување што го имаме за вечерва, ќе следи за некоја минута. Промоција на овој документарец беше скоро, ако не се лажам, пред 10 на 24 јануари, так. Во 18 часот беше во Македонскиот народен театар на Малата сцена.
како една премиера. Нели вечер во чест на Перо, инспициентот направивме. Ја бев за жал зафатен, инаку со задоволство сакав да дојдам да ги исполувам глумците за да ги домакнам тука, ама ако се појавев сите ќе испобегаа низ прозор. Оти не им се доаѓа, знаат дека 2 сата дриблање овдека не е баш лесно. Веројатно. Веројатно. Затоа пократко ќе те држам тебе. Вака. Овој документарен филм не е прикажан до сега никаде, освен на премиерата која се одржа таму. Еве ексклузивна можност и јас сум навистина почестен. Одлучи дека може ни даде дозвола да го премиерно овој филм да го прикажеме овдека во рамките на емисијата моја. Па, ете, не знаат гледачите пред 2 часа. Се слушнавме по телефон. Не знаев ни ја, не па гледачите. Да, не знаевте ни вие, да. Ни на Фейсбук не стигнав да напишам. Да, одма ми се јавивте, ми предложивте, прифатив одма, си реков, може, супер. И тоа е, ете, така не планирано. Веројатно кога е непланирано вака нешто најубаво испаѓа. Јас се надевам дека, ете, ќе прикажеме една убава, позитивна работа, а мене ми е драго што уште еден талент покажувам, бидејќи навистина, еве, те знам некое време и твојот брат беше гостин исто така во мојата емисија, по физиономија сте доста слични. Мишел Трајковски, познатиот армоникаш, човек виртуоз на армоника и навистина наскоро се надевам повторно дека ќе биде и он гостин, но поддршка за тебе како млад талентиран режисер кој се надевам дека ќе одскокнеш од оваа осредност која се разви во македонскиот филм на квази уметнички проекти кои се само проект за проект, колку да се заврши, и се надевам дека, еве, можеби, ако ти веќе во втора година препознаваш ликови и ги истакнуваш, дека малце посочни дела кои навистина ќе ни го пленат вниманието и на публиката, не само на стручната јавност, како што до сега тоа се прави. Ти посакувам многу успех, најбрзо што можеш да завршиш на факултетот, и се надевам дека некој нареден твој проект повторно ќе имаме чест да го прикажеме да, во емисија. секако дека ќе дојдам. Пак ви благодарам на поканата. Како се вика документарецот само? Перо инспициентот. Перо инспициентот. Да, наједноставно, најубаво мислам. Повелете, публико. Самото име, Перо Стратов, самото име веднаш асоцира на некаква специфичност. Беше многу специфичен човек. Перо беше најдобрата легенда во Македонија што постоеше во театарот на наш. Беше најдобар инспициент од сите инспициенти и раководител на инспициентите беше. Не постои сега таков инспициент. Немате таков човек кој што се грижи за театарска представа како што тој се грижеше, затоа што театарот му беше живот. Перо беше МНТ. Јас го доживувам како некој на кој што МНТ му беше целиот живот и целото семејство. Перо не беше обичен човек, тој беше посебен човек. Тој беше суштински градски каубој. Одлуката да се носи шешир, не некако формално, туку суштински на секојдневно ниво, во град, во ситуација на доцен постмодернизам во 21. век, значи дека човекот имаше дух на градски каубој. А првиот муавет, кој ќе сретнеш човек, кај работиш во МНТ? Тој каубојецот. Сите го знаат.
тој каубоецот таму работи, така тој е глумец, добар глумец. Не викам, не е глумец. За мене Перо значи символ како се живее театар. Кога ме повикаа да зборувам за Перо, во исто време зборувам и за еден тип на луѓе кои повеќе ги нема. Во смисла на тоа колку ним театарот им значи. Драг ми беше Перо, многу. Он беше мојот прв инспициент. Како боецот го знаевме сите. Тој беше амблем. Тоа е она што е многу важно и ми се чини дека се помалку има луѓе од тој тип кои што амблемно се поставуваат. Перо беше еден од најдобрите реквизитери во историјата на македонскиот народен театар. Можам комодно тоа да го кажам, затоа што кај него не постоеше зборот не, немаше. Беше многу интересно, ни беше потребен самовар, руски. Ме пратија кај Перо во Македонска опера и балет сега, долу има голема просторија за реквизити. И од сите смркнати фаци, кои очигледно не беа многу расположени да помогнат, единствено Перо се нафати да побара во хангарите нивни и да најде самовар. Инаку тоа е сад руски за правење на чај. Се закопа и се сеќавам по еден час целиот црн излезе со самоварот и ни го даде, што беше огромна за нас радост. Сите за него знаат дека бил одличен реквизитер, за тоа што секоја реквизита додавал по нешто свое. Да кажем, ако треба да има на сцена да се носи некој крст волку голем да го направи, Перо го правеше, па не беше тоа обичен крст. Дај ми две дрвци, не сега ќе ставам крстка направи. Перо даваше толку голема љубов во тие реквизити, што крстот ќе го исцрташе, ќе земе леткум, ќе го направи дрвото влаги, ќе го исцртка и обавезно тоздола негде зацкриено ќе напише МНТ. Мој драги Перице Стратрович, ти беше човек кој ги знаеше сите наши прљеви вешови, сите наши тајни скриени и никогаш не ги злоупотреби твојата канцеларија, така наречена офисина. Не само што имаше ризли кои ги употребуваше како реквизити у представа, имаше БСБ. Неговата љубов кон театарот како уметност воопшто се родила некаде во неговите гимназиски денови, кога тој почнал да шета по тогашните скопски аматерски драмски друштва и така натаму. Многу сакаше да биде глумец. Дел од тие желби му се исполнија. Чичко Перо ги сакаше представите и се фалеше со нив, буквално како да е глумец во нив. И што дава од друга страна значење заради тоа што значи дека тие многу му значеле. А кога на некого многу му значат представите, тогаш представата е осудена да биде добра. Перица секогаш седеше како да е публика која што прв пат ја гледа представата и секогаш се смееше така искрено како на вистина да му е прв пат. Некогаш се смееше повеќе и аплаудираше од публиката. Во минатиот век, ако имавте минимум 35 актери, публика која што мораше да присуствува за вие да одиграте представа, Перо беше во состојба на прашањето: Перо, колку има публика? Да ти каже 6. А нема врска, имало само 30 души во публика. Се жустреше кога нешто нема, кога ќе му кажеме, не знам, чекај Перо уште 5 минути. Како уште 5 минути? Брзо излегувај тука. Абе, чекај уште. Брзо излегувај тука. Или кога ќе доеш од бифе да не зима, ајде човек. Добре, ќе доеме. Пред мене, брзо пред мене. Имаше некои специфични работи што ги правеше од типот, ако има представата пауза. И викам, ајде Перо, ајде, викам, паузата, колку трае више паузата? Што тебе на тебе? Цигарава гледаш? Викам да. Цигарава ја пушам, до брендот пушам. До брендот која ќе пушам, тогаш тргам да објавам светло за публика да се врати во салон и после брендот која ќе почне да гори, ве барам вас глумците. Што се секираш ти? Најмногу го јадеше од нас младите глумци кои често запаѓавме во финансиски кризи, па ќе се случеше после представата да останеме без цигари. И се каде во тоа време ти ќе најде цигари, само на едно место имаше цигари. Кај Перо во реквизитерската соба, цигари што се користат за играње представи и така натаму. И само псуеше по нас затоа што му ги земавме и последните цигари што ги имаше во својата собичка.
Перо со сите беше дружелюбив. Најсмешно беше кога одиме на патување. Во автобус и нормално се пее и одма тука на лице место се измислува песна за Перо. Мислам, се пееле песни, знам, некаде бевме, Црна Гора, мислам, дека бевме, и Перо таму купи некоја чајна кобасица. И овие наши актериве, пошто дали има пиво или вино во автобус, му е украдоа, Перо спиеше, му е украдоа чајната кобасица и ја изедоа заедно со пивото, знаеш, и Перо се буди и вика, бе, добро бе, дали сте нормални, па ја влечкам од Подгорица, не знам која беше, каква беше таа, и се наљути. И не зборуваше по патот, и за да го доброволат, за да го расположат Перо, почнаа да пеат песна околу Перо и неговата чајна кобасица. Ова кај што седам овдека е местото на кое што тој ја вршеше својата работа. Мислам, ова е инспициентскиот пулт. Оно тука ги викаше сите луѓе што треба да излезат на сцената, што треба што доцнат, што имаат промена, од тука ги викаше декоратерите. Една специфичност имаше Перо, тоа беше таа. Во бифе, например, доаѓам. Јас, денеска ми е роден, што ќе пиеш? Ти пиво, ти капе, ти на Перо, ти пиеш. Што пиеш? Кока-кола? Она што мене ме импресионираше беше неговата љубов кон тој бренд. Кон тоа лого старо, скоро 100 години, кој се уште важи, кој е генијално во сите своји, по сите мерила, параметри и така натаму. И сеќам дека кога прв пат појдов кај него дома, сфатив дека тоа не е шега. И дека човекот на вистина е пасиониран колекционер на се што е Кока-кола. И моја обврска, а подоцна и на моите колеги, обврска беше во било кое време од денот да дојдеме до било што е Кока-кола, особено кога патувавме во странство, мораше нешто да му се донесе на Перо. Од чаршафи до пешкири, шалчиња, нотесчиња, беџови, капи, мајци, нотесчиња, не знам што се не. Имаше дури транзистор Кока-кола, имаше лустер Кока-кола. Ние сите сакаме да се влюбиме. Ние сите сакаме да сакаме, ние сите сакаме да сме сакани. Тоа беше една страстна и врска, една голема љубов. Лебди во театарот приказната за Перо и Русанка. Јас многу малку имав комуникација со тоа што се случуваше за сцена во нивната инспициенско-шминкерска комуникација. Они има една прекрасна љубов, беа баш како Ромео и Јулија. Како во филм на Бергман или на Алмодовар, ама со босански режисер. И јас се воодушевував на таа љубов, се подржуваат двајцата еден со друг. Прекрасни души. Да правја муавет straight to the point и многу често се вреѓа и од нивното вреѓање знаеш дека толку многу се сакаат. Тоа беше страшно интензивно. Кога се разболе Русанка, само тој дојде и постојано ми повторуваше: дај да направиме нешто за Русанка. Болна е, те молам. Имаше големи промени кај Перо после смртта на Русанка. Перо се промени, беше спор, ја немаше таа брзина, ја немаше таа свежина, забораваше некои работи. Убави души кои што се нашле и се случило тоа што се случило. Неговите очи се гледаше тагата во неговата душа, тој патеше по Русанка. Се сеќавам на неговата неостварена љубов да биде татко. На прашањето кога ќе се жениш, ми рече јас нема никогаш да се оженам. Зошто? Затоа што имам страв дека моите деца ќе го наследат генетскиот код од моите родители. Неговите родители беа глувонеми. И таа негова грижа за да не повреди некого е страутна
но е исто така и многу човечка. Јас бев во театар кога ми кажа дека Перо починал. Не само јас. Сите тие луѓе што бевме туку во театарот, таа просторија за кафе. Ми стана тешко. Мислам дека бевме сите тие блиски што бевме со него. Закопавме еден тожлив ден. Еден тажен ден. Јас се сеќавам брзав и знаете како додека човек е жив, треба да се почитува, но и кога ќе си отиде треба да му ја изразиш љубовта, почита и грижата која што ја чувствуваш за него. Не видов многу глумци на тој погреб. Сигурно биле спречени, имале поважна работа. Јас стоев на дождот и се натопев и бев мокра до гаки бев мокра. Ама мислам дека Перо го заслужуваше тоа. И ме трга под чадор, ме трга, што јас стоев како кип, се сеќавам на тоа. И бев љута бев на тоа. Љута бев затоа што тука се виде дека доста луѓе му правеле лице, дека тука се видоа вистинските луѓе кои го сакаа Перо. А сите дојдоа тука у театар на комеморација нешто и кога тој ден стварно многу истураше дожд и сите као нешто као ај ја не можам, ќе настинам, па ќе бидам мокар, па не знам што, ладно ми е. И мене ми беше ладно и јас бев мокар. Ама отидов. Секој случај ќе остане светла точка. Некако не бевме свесни, јас барем не бев свесен дека не е тука. Се до онен момент играме една представа во која на сред представа има една сцена каде што 45 секунди оди песната Фреди Меркјури I Want to Break Free. И го сретнувам него раздраган како ја пее песната. Ама секогаш, значи 150 изведби на таа представа. Да кажем, он бил тука на 110 изведби. На 110 изведби, истиот поглед, истиот ентузијазам, и се враќам јас од сцена, на таа сцена со Фреди Меркјури на песната дека трае, и тој ја пее, ама зашто каков ентузијазам, сам ја пее, I want to break free, ја пее. И оде во новиот театар, се враќам од сцена и подсвесно ја идам на кај погледот на Перо. И доаѓам и го најдам друг еден поглед. Седи друг инспициент, никој не ми ја пее песната и само нешто како така се скина во мене, тоа што сватив дека што значи тука е човекот и што значи сега го нема. Го нема Шеширот, туку Вукица седи, Александрова, друг инспициент. Знам дека се повлеков во ходник, седнав, па одамна не сум плачал толку. Перо е еден лик кој што најверојатно нема да го сретнеме во овој живот повеќе. Перо беше во театар пред да дојдам во театар. И Перо веројатно ќе остане во театар и кој ја ќе се тида. Планирам кога ќе заминам таму горе кај него, да понесам една линија Кока-кола и да му се појавам во еден од неговите шешири, шапки. Горе има толку многу глумци, режисери и инспициенти што верувам дека ќе имаме многу работа. Ќе гледаме мајстор. Можам да кажам секоја чест. Не може секој да носи ваква шапка. Може само добрите луѓе да носат.